а утрово тоа е планината. Планината како предизвик и како стил на живот, а гостин на оваа тема е Дејан Доневски, председател на I Love Hiking Македонија, планинарски клуб, односно јас го сакам планинарењето во словен превод. Дејан, добро утро, добро дојдовте во студиото на Тама. Добро утро, да, благодарам на поканата. Тоа е Што е за вас всушност планината? Што представува планината? Планината е еден начин на живот, стил на живот. Еве да го споредиме со урбаните стилови, нели некој вежба у теретана, па се оддава на јадење, нели зима некои препарати пие. Кај нас исто планинарењето е стил на живот. Како секој друг стил што го практикуваме во нашава земја, тоа е исто планинарењето. Може да биде велосипедот како стил на живот, може да биде трчањето, може да биде кафаната како стил на живот. Така, може и кафаната да биде. Така од кафана најлесно ги влечеме луѓето назад на кај нас, пошто кај нас има поголема дружба, кафаната немаш дружба, дигаш раце, нели, пееш. Така. А вака е една голема група, се дружат, живеат заедно, дишат, им фали тоа што кога ќе се качат на планина знаат дека горе е тоа здравјето пред се, нели, им фали, кога ќе се симнат во градовите, дишат, поготово сега во овој период дишеме нешто што е покриено до згора, а појма немаме што дишим, измешан воздух. Така да горе кога се качите, вчера врнеше, завчера бев на Скопска Црна Гора. Значи тоа горе сонце по кратки ракави се шетаме доле во Скопје, додека искочиме натаму да дојдеме, тоа беше студено, јакни, облечени, да викаме што е ова, колку е ладно, а горе уствари времето е перфекција. Бевте работевме нешто, имавме проекти, правиме 5 стази на Скопска Црна Гора за скопјани, оние што ги одиме по патеки на шара, на кораб, на подалечните места од ова е сега стрикно за Скопје, ќе зборим, пошто планината Скопска Црна Гора е близко Скопје. Водно е малце помалку, нели водно се качувате за 3 часа до горе, имате добар тренинг од 1 час ако више влезете во континуитет на одење, да. Додека Скопска Црна Гора самата планина нуди од 3 до 4 часа искачување. 3 до 4 часа, значи има патеки од 4 часа. 4 часа добивате на голем масив исто тура. Све што е на 4 часа качување. Што правите вие како I Love Hiking? Ги обележувате патеките? Па да, сега овие. Ги трасирате? Да, ги трасираме. Поготово ова што правевме завчера завршивме, се вика човек. Значи многу добро има на врвот има многу добар поглед на сите врвови на Скопска, над Скопје има, нели джевак тука штрчи. На која надморска височина? 1404. Не е многу високо, али 3 часа има одење до таму. 3 часа ја препорачам да се иде во лето, во пролет, каде што има многу сончеви зраци, поради тоа што првиот час целата планина е ископана од долниот дел. Од кај да тргнете до Скопска Црна Гора, ниви, со трактори, ама више горниот дел кога се фатите шумскиот појас со повисока стеблеста шума се влегува убаво и се влегува цело време во шума покрај рекичка се оди така. А зошто ја препорачувате само за пролет или? Дека се влага во еден дел од шумски појас и цело време иде до пред врв во шума, да, и она дава еден вид на студенило поради тоа што има тука, нели, како се вика, влажност. Има рекичка и таа влажност дава да посвежа атмосфера. Значи убаво е како сенка, како шанса за ладење, пешачење на ладно. И не е воопшто стрмно, водно е стрмно, препорачам за деца со родители, за повозрасни луѓе. Највеќе. За сите љубители на планината. Така е. Добро, што друго I Love Hiking? Традиционално по повод ослободувањето на Скопје, празникот на градот, нели, качувањето на Љуботен беше последен предизвик, односно подвиг. Како поминавте на Љуботен, имаме и фотографии, би ги замолил колегите од режија да ги пуштат, да видиме како помина I Love Hiking, односно сите планинари кои го освоија оваа година Љуботен. Љуботен беше мощно посетен оваа година. Факт имаше дека имавме малку лошо време. Веќе сите имаат мобилни телефони, апликации, нели, што го следат времето. Временските услови не беа воопшто пријатни. Ќе видите по самите слики, но сепак успеавме да го одржиме на едно високо ниво. Ни дојде околу 500 луѓе. Овие слики се све ексклузивни, уште не се искочени на социјални мрежи, ќе ги ставиме денеска на социјалните мрежи. Ни дојде околу 500 луѓе, имаме и повозрасни членови, како што може да видите на сликата. А и деца бидовме. Имавме родители и деца, да, мајка Ирина донесе околу сега не знам, треба да имам дома точната бројка, имаше 8 бебиња и едно 34-5-6 дечиња. Значи тие дечиња даваат големата енергија на оваа целосна слика.
Ова прв пат го изработивме заедно сите со се бајкерите кои што ги видовме од ДНВ, од Друштво неозбилни. Сликата на дечињата кои доаѓаат дава некоја чудна енергија, полна енергија. Значи таму кај што дојдоа до домот, почна да скокаат, имавме еден жонглер тука им направи малце атмосфера, беше феноменална. Секој што беше на оваа наша традиционално искачување, беше воодушевен. Имавме еден куп поддржувачи кои ја збогатија целава содржина. Меѓутоа, да биде јасно, децата одат до одредена точка, потоа продолжуваат само по искусните и по подготвени планинари, бидејќи љубовта не е шала. Не е шала. Да. Видовме и снег таму. Тоа им го направи на крај скроз на дечињата им го направи целиот амбиент. Видоа снег че им заврни, тоа убаво снег че такво парталество со големи партали што не сме виделе многу одамна да паѓа таков снег. Додека траеше жонглерот, ги анимираа тука и почна да паѓа и неки, а сите почна да си играат, мајки, ајде доле идеме, татковци као они уствари играат, уживаат тука. Така да тука ја прекинавме кога почна да паѓа снегот, а инаку нагоре искачувањето идеше првите 100 луѓе, 100-150, ајде сега да рикираме, се качија на врвот и после поради тоа што тесниот врв горе на самиот тесниот гребен на самиот врв што помина патеката. Тој има како 3 врва да се дојде до Љуботен, е многу тесен. Значи патеката е од нецело метро, потоа има падови лево и десно, големи падови. И тие падови придонесуваат голема скирација кај нас. И ние мора да уклучиме голема безбедност. Ги викнавме ЕБР, единицата за брза интервенција, кои со радосрцени се приклучија со 3 тима, дојда со 4 возила, околу 12 на луѓе. Дечките се страшно спремни, морам да ги поздравам. Секоја чест за таа ЕБР единица. Ни се приклучи Цук Стојанче, имавме црвен крст, имавме парамедици. Се тоа го изработивме за да имаме безбедност горе. Се качија горе, луѓето за назад пробаа да се симнат, како што ги видите, гледате сликите, имаше силен ветер. И тука у тоа тесно грло се направи голем застој. Луѓето стоја уместо поради тоа што едни се симиња, други сакаа нагоре, се лизгаат тука. И тоа лизгање на грс више направија подлогата за качување мазна. Да. И за да не дојде до некоја повреда, ја прекинавме тука акцијата, се што беше, дојде ЕБР до нашата точка, се што беше тука назад вративме. Значи не пуштивме никој да се качи а тие 100-150 причекаа на врв малку за да ги симнеме другите и да може тука протокот да биде добар. Ево тоа ладното чекање, нели, како што на Еверест испогина луѓе, една девојка со тенко облечена, поради тоа што не ги следат, нели, некогаш нашите препораки, дојде со 2 грча на бутовите од ладното, од самиот ветер, доби грчеви и моравме да се качиме догоре со кола и со еден џип и да се фокусираме на убавите нешта. Можеби сме светски рекордери по загаденост ние во Скопје, генерално и сите градови, меѓутоа ако ја видиме убавата страна на нашава приказна, Македонија е планинска земја и речиси да нема град кој во својата непосредна близина нема убава планина за шетање, за искачување, бидејќи I love hiking не значи само освојување на врвови, туку и пешачење низ природа и пешачење по шума. Ние Скопјани си го имаме водно, од дома, од спална соба, директно во планина, а неготинци си ја имаат патеката на виното. Сега во недела ја најавуваме. Прошетката, односно турата на патеката на виното се тргнува од селото Долни Дисан и се искачува еден врв, не тешка и неголема планинска тура. Ја препорачуваме баш за сите тие, ете како што кажавте, од дома лежиме, сакаме читаме социјални мрежи, сакаме и ние да го имаме тој начин на живот, сакаме да бидеме, секој сака да биде нормално поздрав, повитален во годините што следат. И посакуваме да дојдат на оваа тура. 500 метри висинска разлика е помалку од нашето водно. Неготинци го имаат тој патот на виното, поради познатото дека прават таму вина ракија. Повеќе е брдско искачувањето, се качуваат повеќе локалитети. Местенца, добрите домакини се Free Hikers од Неготино. Тоа е планинарски клуб исто од нашава федерација што е на планинарски спортови на Македонија. Даваат на крај ручек. Секој што ќе дојде ќе мора да си земе здела, ја викаме, нели, чинија и лажичка, пошто поради тоа што домакините не даваат такви работи, се стварат, ако 500 луѓе дојдат јадат нешто хартиено што ќе ви го дадат и го фрлите, они ќе имаат еден камион ѓубре да вртат назад. Добиваат младо вино за пиење на крај, ракија, така да ќе
ќе биде добро дружењето. Дали I Love Hiking организирате тури само по планините низ Македонија или организирате и регионално, и дали некој од вашите членови или вие лично како претседател на планинарскиот клуб имате амбиција за освојување на поголеми европски и светски врвови? Да, ние кажуваме искачување, пошто ако освоиш нешто можеш да освоиш, ако ти дадат медаља на крај, твоја е медаљата. Нашите искачувања се темелат главно на, значи тоа е секоја недела организираме на Македонија. Имаме локални, кои што рековте, Бугарија, Грција качуваме, Црна Гора, имаат многу добри врвчиња околу нас. Значи, Сте биле на Олимп? Да. Носиме големи групи на Олимп, али тоа само во летниот период. Ја имам лично ги искачено со Стојан Мицков на 1 јануари. А највисокиот на Балканот Мусала? Мусала, да. Сте биле и таму? Да. Качуваме, водиме експедиции на Монблан, трет пат оваа година го качевме Монблан. Доломити се, тоа е во Италија, се многу, сада не можам да најдам збор. Тоа е маст, бакет листа на секој планинар. Значи Доломити мора да го види, да знае што дал Господ на тоа место. Тоа е нешто што само може да го изгуглате и да речете што е ова, не сваќате што дала таму, што дала земјата, мајката природа. Најдалеку ни беше Азија, да. Азија, да, Киргистан на врвот Ленин пик, 7000-арка, и тоа е тоа сега за сега. Дејан, мене ми е жал што мораме да завршуваме, ни задоцни во емисијава поради сообраќајниот хаос, што го нема на планината, уште една причина повеќе, се повеќе да се ориентираме и да се вртиме и секој слободен миг да го користиме за прошетка низ шума. Така е, за да бидеме поздрави. Благодарам за гостувањето, мора да завршуваме, темата е интересна и можеме да зборуваме уште со часови. Така е.